Сметам дека неговата изјава вчера е малку избрзана и заедно со неговата одлука се надевам дека во текот на денешниот ден ќе размисли и дека ќе ја преиначи својата одлука со тоа што ќе ја повлече оставката од позицијата на пратеник. Колку што знам, значи на господинот Весел Мемеди на неговата партија му е понудено министерско место и тоа конкретно на местото на господинот Шапурич, со тоа што таа партија НДП ќе остане дел од владеачкото мнозинство и парламентарното мнозинство. Затоа се надевам дека во неговите одлуки ќе преовладее рационалитетот, а не емоциите. Не ви се чини дека малку повеќе пазар, тоа што господинот биле друго министерство за да се смири и да биде таму. Каде тука ефикасноста на човекот што треба да биде се нададен на месо, според да се овој пазар што зборувате, значи нема ова министерство да не си оди, ќе му дадат. Сега, јас давам одговори за тоа што и нели сносам одговорност за тоа што го зборувам, а не за тоа што вие го разбирате. Јас не спомнав никаде збор пазар, за кој што вие зборувате. И реков дека му е понудено министерско место, министер без ресор, што не значи дека му е понудено за конкретен човек. Секако дека претпоставувам во неговата партија има компетентни луѓе кои што би можеле да ја вршат таа задача без да биде дел од никаков пазар. Ние не сме биле дел од тие разговори, ние бевме дел само од разговорите кои што се однесува на поделбата на ресорите помеѓу Демократската унија за интеграција и Социјалдемократскиот сојуз. Не слушнам, извини. Па видовте вчера дека парламентарното мнозинство има доволно гласови, но сметам дека господинот Весел Мемеди даде придонес од декември 2016 година, па промената во април 2017 година, па сите реформски зафати кои што ги превзема оваа влада, и се надевам дека навистина не емотивно, туку рационално ќе размисли и ќе ја преиначи својата одлука, затоа што според моја лична проценка тоа би било во негово лично добро и во добро на неговата партија.